Почитувани љубители на спортот, почитувани гледачи на КМ телевизија, вие го гледате спортскиот преглед поддржан од спортските обложувалници Евротип. Од екипните спортови активни се само фудбалерите. Во кошарката екипите играат подготвителни надпревари, ракомет почна да се игра Суперлигата, меѓутоа од Полошкиот регион таму немаме представници. Имаме еден представник од гостивар само во првата лига, односно втората лига по ранг. Меѓутоа тоа првенство се уште не е започнато, додека одбојкарите во овој период ја започнуваат првата фаза од подготовките, односно работат на физичката подготвеност. Токму затоа ќе започнеме со резултатите и стрелците и табелата од петтото коло на првата фудбалска лига на Македонија. Беа постигнати следниве резултати. Беласица Шкендија 0:3, Енур Тотре во 54-та минута ја доведе Шкендија во водство, додека Бесарт Ибраими во 83-та и 86-та минута ги постави конечните 0:3 за екипата на Шкендија. Ренова изненадувачки поразена на домашен терен од Работнички со 0:1, единствениот гол дело на Петар Петковски во 78-та минута. Борец Академија Пандев 2:0, Фернандо Силва во 70-та и Никола Прелчец во 78-та минута. Во дербито на колото Вардар Шкупи 1:0. Победничкиот гол за Вардар беше дело на Матеј Цветановски во 52-та минута. Пелистер Македонија Ѓорче Петров без голови 0:0 и на последниот надпревар Струга Силекс 2:0 со головите на Нијас Лена во 77-та минута и Филип Миленковски во 89-та минута. На табелата сега имаме нов лидер, тоа е екипата на Шкендија со 11 бодови, следуваат на второто и третото место Силекс и Шкупи со по 10. На четвртото и петтото место Работнички и Борец со по 8 бодови. Следуваат три екипи со по 7 поени, Струга, Македонија, Ѓорче Петров и Вардар. На деветото место Пелистер со 6, потоа Ренова на 10-тото место со 5 бодови и на последните две позиции Струмичкиот двоец Академија Пандев со 3 и Беласица без ниту еден поен. Во второлигашката конкуренција во западниот регион се одиграа надпреварите од третото коло. Во дербито на колото, гостивар на домашен терен го совлада Кораб со 1:0. Единствениот гол на надпреварот беше дело на Валтрин Ќаили во 25-та минута. Екипата на Дрита на домашен терен одигра само 0:0 против Охрид Лихнидос, додека Тетекс беше поразен со 2:0 на гостувањето во Велешта. За домашната екипа головите ги постигна Алтин Лога во 8-та минута и Нинослав Здравковски си постигна автогол во 47-та минута од надпреварот. Влазрим и Вардар Форино исто така 2:0, Мурат Адили во 43-та минута од пенал и Албин Рамадани во 59-та минута. И на последниот надпревар Скопје Кадино 1:0, единствениот гол на надпреварот беше дело на Владимир Жоглев во 71-та минута. На врвот на табелата гостивар и Скопје имаат по 7 бодови, следуваат Велешта и Кораб со по 6, Охрид е на 5-тото место со 5 поени, Влазрими и Кадино имаат по 3, Дрита и Вардар Форино на 8-то и 9-тото место со по 2 поени и на последното 10-то место екипата на Тетекс без ниту еден поен. Викендов кој што измина се одиграа надпреварите и од 6-тото коло на женската фудбалска лига на Македонија. Двете тетовски екипи имаа половичен успех. Екипата на Шкендија на домашен терен го совлада Шкупи со 4:1. Головите за домашниот состав беа дело на Хава Мустафа во 4-та и 16-та минута, потоа Медина Емини во 31-та и Ера Емурли во 84-та минута. Почесниот погодок за гостинската екипа на Шкупи беше дело на Тевиде Реджепи во 70-та минута. Вториот тетовски представник во женската фудбалска лига на Македонија, екипата на Љуботен на домашен терен беше поразен од Истатов од Нов Дојран со 0:4. Радица Чонева во 55-та и 86-та минута, Бојана Петкова во 63-та и Кристина Петрушевска во 91-та минута беа стрелци за екипата на Истатов. На останатите надпревари Тиверија Каменица Саса 3:0 во дербито на колото, Деспина Атлетико 11:0,
Скопје Кочани највисоката победа ова коло 14-0. Топ гол Плачковица 4-1, Ас Юнајтед Речица 3-1 и екипата на Борец беше слободна ова коло. Во женската фудбалска лига следува пауза поради настапите на женската сениорска репрезентација на Македонија. Првенството ќе продолжи за 2 седмици. На табелата екипата на Деспина од Прилеп е на првото место со максимални 18 бодови од 6 надпревари. На втората позиција е Струмичка Тиверија со 16, следува Каменица Саса со 15 бодови. Екипата на Шкендија на 6-тото место со 12 поени, додека Љуботен е на 10-тата позиција со 6 поени. Во продолжениот спортскиот преглед ќе може да погледнете разговор со Драган Стојчевски, балкански шампион на последното балканско првенство во бодибилдинг и фитнес во категоријата физик. Да го погледнеме разговорот со Драган Стојчевски. Како што најавив претходно, во денешниот спортски преглед ќе поразговарам со Драган Стојчевски, балкански првак од последното балканско првенство за бодибилдинг и фитнес во категоријата физик. Драган, најпрво ти благодарам што прифати и на почетокот може да ни кажеш за какво точно првенство се работи. Прво да ве поздравам вас, значи мило ми е што после долги години сум гостин во тетовска телевизија, бидејќи нели моите корени се од тука. 30 години живеев тука, моментално живеам во Скопје 5 години. Значи се работи за балканско првенство каде што секоја година традиционално се одржува на ниво на некој од балканските земји. Значи ова балканско првенство сега што се одржа во Романија, 29-то балканско првенство поред. Претходната година 28-то беше во Грција, каде што во категоријата што ја спомена, мастер физик, значи тоа е категорија за ветерани преку 40 години, го освои второто место. Ете годинава успеав да се закитим со титулата балкански шампион. Тоа се одржа прошлата недела од 4 до 6 септември. Вкупно надпреварувачи имаше околу 126 од балканските земји. Нормално сега некој поради корона кризата, нели сега некој не се потрудил доволно да тренира, меѓутоа кога беше за вистинскиот спортист, нели што е нормално, не треба да има препрека. Кога беше најголемата криза, јас тогаш дадов газ, што се вика, и успеав да се закитим со шампионската балканска титула. Како изгледа еден надпревар во бодибилдинг и фитнес првенство? Како се надпреварувате? Значи мојата категорија се излегува во шортс до коленици. Значи таа категорија, нели самиот збор физик се одредува физичкиот изглед на надпреварувач. Значи тука не се оценуваат нозе, се оценува само торзото. освен торзото, значи треба да имаш добра кожа, да си добро дефиниран, да не бидеш значи ни премногу слаб, да не бидеш ни многу мускулест. Ако си премногу голем мускулест и да си најголем од сите, значи ти ќе го земеш последното место. Од 6 луѓе ќе бидеш шести. Значи тука се бара некоја идеална средина. Еве ќе го потенцирам спортот атлетика, бидејќи заедно сме го тренирале, ме знаеш и по тоа. Значи некоја атлетска конституција каде што 100 метраж како што изгледа. Тоа е тоа што се бара, да речем, во тоа физик категорија, каде што не треба да бидеш многу мал, да не треба да бидеш голем. Една симетрија треба, сега оценувањето таму, да не бидеш, да речем, преголеми раменици не смеш да имаш, а останатите делови да ти бидат помали одма, значи те ставаат на понизок ранг. Мораш да бидеш складен, скоцкан, тип-топ, да има чистина мускул, да имаш оштрина добра. Позинг има 4 задолжителни пози, на секој позинг треба и нели осмех према публиката. Судиите секој микс, секој гест, секоја гестикулација го оценуваат. Ако карикирам, ако сме влезени 6 души во финалето, значи секој секого може да победи. Тука сепак одлучуваат нијанси. Тоа го одлучуваат судиите. По колку суди има, како е оценувањето? Овој пат имаше 9 или 12 суди, значи сите беа од Балкан, значи сите се лиценцирани по интернационална федерација на бодибилдингот. Значи кај нив нема некој да навија за некого. Еве, ако се погоди, значи да некој навија за некого, најголемата оценка и најмалата се бришат. Значи остануваат 5 или 7 оценки каде што се собираат. Тоа би му дошло ако нели мојот председател на бодибилдинг федерација, ако е судија, нели нормално логички мене може да ми даде 12 поени, меѓутоа таа 12 код нас се брише, затоа треба да се оценува малце порегуларно. И они го имаат последниот збор, како што кажам, значи
секој детал го гледаат на телото, чак што више и кожата. Малку ако немаш, не ти е затегната кожата, одма се знае дека дали си користел некои препарати, средства, сега мада у спортот, нели, тоа е секојдневие и не е табу тема да некој нешто зема. Меѓутоа јас си го практикувам тоа природното што цел живот спортувам, веќе знаеш за атлетика, да 12 години тренирав атлетика, еве сега 20 и неколку години се занимавам со фитнес. Така да на после 40 години што се вика почнавте некој си резултат да освојувам, што некој кога би земал, нели, стимулативни средства, тој резултат би го постигнал на 25 години, да речем. Дали има допинг контрола на овие надпреварувања за бодибилдинг и фитнес или тоа е дозволено? Ретко прават такви работи, ако има прават, карикирам, ако има 500 луѓе, од тие 500 само двајца може да индиректно да настрадат, меѓутоа ако се прави почеста контрола, па ако не ја прават нас, па треба да ја прават и на бодибилдерите. Ако прават на бодибилдерите, тогаш нема да се продаваат тие, да речем, стимулативни средства и кога ќе видите се околу бизнисот се работи, нели логички е да некој бодибилдер од 120 кг него маса, дека тоа не може со лепи со ајвар што се вика да го постигне или колку сака месо нека јаде. Мора да има некој дополнителен стимуланс за тоа. Добро, сега ова е еден интересен спорт. Ние знаеме како се тренира фудбал, како се тренира кошарка, атлетика и се тоа. Меѓутоа, како се одвиваат тренинзите за бодибилдинг и фитнес? Дали треба само кревање на товар, дали треба некои вежби, трчање? Без трчање не постои ни еден спорт каде што може еден спортист да се подготви. Значи вежбањето е исто, дали за бодибилдерот, дали за во мојата категорија фитнес, физик во случајот. Бодибилдерот захтева да внесува повеќе аглихидрати, нормално и протеини, доколку сака да дојде мускулна маса. Значи се има, да кажем, се е пропишано, само треба некој тоа да го спроведе. Ако бодибилдерот, карикирам сега, он ако се спрема за категорија до 90 кг, он во ван сезона е околу 100-105 кг. Значи он 10 до 15 кг намалува на денот на надпреварот. Затоа што ако е 100 грама потежок на едно европско првенство, од 90 кг ќе го стават во категорија до 95 или до 100. И тогаш одма шансите му се намалуваат, затоа што 100 кг човек со мускул е многу поголем и може да биде последен во неговата категорија. Сега кај нас, стрикно ќе кажам за мојата категорија, значи кај нас нема висина, нема тежина. Затоа што е физик, судиите одлучуваат како ја имаш висината, како си складен, како си се подготвил. Со тоа тело наступаш уствари. И затоа нема кај нас висина, меѓутоа на европско ако се оди, сега логички размислувам, еве во понеделник треба да знаеме дали ќе идеме на европско, меѓутоа не верувам дека ќе идеме, но здравје ќе разговараме за тоа понатаму, евентуално ако има простор да во ноември светско првенство, истото се одржува во Шпанија, сега ние сме стајани како земја на корона криза, каде што малку невкусно, тоа и не е убаво за еден спортист да биде во исчекување дали ќе иде на тој надпревар или не, мораш да бидеш спремен, како во случајот се за европското јас сум спремен, а постои опција да не идеме. Меѓутоа, нема да застанам тука, ќе се потрудам да се спремам за тоа светско првенство, доколку ни дозволат ќе идем. Значи да се навратам на темата што ја спомнавте пред малку. Значи во нашата категорија на европско или светско има само над 1,79 м и под 1,79 м висина. Значи пак колку толку мора да има некоја си граница, а килажата не е битна. Ако е некој многу голем, тогаш одма ќе биде од 6 луѓе од на 6. Затоа што рекоме тоа не се гледа големина, се гледа повеќе чистина, значи мора да имашоштрина, мораш секој мускулче што се вика да се види за да доеш до израз, ако сакаме да бидеме во потесниот круг. Ако тренираме само тело за на плажа, ти да извадиш само летово, нели тие сезонски вежбачи, јас ги викам, тогаш многу се разликува тоа спремање и спремањето од бидејќи кај нас треба прво значи да се извади маснотиите. Маснотиите како во соработка со тренинг, бодибилдинг, теретана, значи мораме тоа да го земеме. После тоа правиме кардио. Кардио 40 минути, треба се трча. Значи имаме одредена пулсажа на срцето каде што се согоруваат само масти. Пример од 129 до 140 нека мене. Значи се има и програма. Значи се идеме по програма. Мораме да се придржуваме и да бидеме строго дисциплинирани. Јас приватно работам и персонален тренер сум во Скопје во Борис Трајковски. Првото прашање со клиентот ми е дали си ти дисциплиниран. Ако кажеш сум, тогаш може да разговараме за понатаму. Ако ми речеш не сум, тогаш нема што да разговараме јас и ти, затоа што сето тоа што ќе ти го пропишам, например, да го спроведеш во текот на тренинзите, ти можеш да го почитуваш. Ако не го почитуваш, тоа ќе се види намерењето.
си почнал со, карикирам, 90 кила, си завршил со 91 после еден месец. Значи не е до мене, треба да бидеш убеден и сигурен дека е тоа до тебе. Сум имал многу клиенти задоволни, меѓутоа се карактер. И по карактерот еден спортист така и се изградува, дали во спортот, дали и како приватно во приватниот живот. И така да, здраве сега ќе видимо што ќе биде понатамо, се надевам дека ќе продолжим да се занимавам со спорт додека можам. Добро, кажа за идните планови дека сакаш да учествуваш и на европско и на светско првенство. Па сега би те запрашал кои би биле очекувањата од тие првенства? Ако учествуваш на европско или на светско првенство, што може да очекуваме од тебе? Каков резултат? Значи европското и светското првенство нема некоја голема разлика, само што ќе имаме повеќе надпреварувачи. Судиите се тие што исто бараат. Што се бара на балканско првенство? Тие се исто лиценцирани судии од светски ранг, каде што го бараат тоа што се бара за таа категорија. Рековме, значи пак ќе одлучуваат нијанси. Значи може во тие нијанси, еве да не бидам сега прескромен, меѓутоа очекувам да влезам во финалните 6. Значи колку надпреварувачи да има, може да има 10, може да има 15, може да има 20. Од тие 20 се поредуваме на бина, судиите се тие што одлучуваат. Ако излеземе втор пат и трет пат, веќе третиот пат кога се излегува, ќе не одберат тие 6. После тие 6 се повлекуваме на страна, излага друга категорија, па за одредено време, да речем за половина час, пак ние излегуваме. Сега, од тие 6, секој секого може да победи. Рековме, нијанси одлучуваат. Некогаш може да одлучи и позингот. Ако некој дојде до израз со нијанса подобро складирана мускулатура, бидејќи таму нели секој доаѓа со гради, со стомачи, со рамо, со трицепс, со бизнес, нема да го дојде некој со стомак, тоа сигурно е. Чим дошол на европско или светско првенство, значи сите ќе дојдат таму спремни. Сега спремноста, кој како му е мускулатурата наместена, дотерана, у смисла, нели, како женски, кога ќе се нашминка, некој изгледа со иста шминка, може некој да изгледа подобро другата. Така и тука кај нас. Дали венете си ги напумпал, дали си ја погодил терапијата индиректно, дали добра дехидратација си направил, пошто кај нас си мораш многу добро да дехидрираш. Всушност, последната недела од надпреварот, дехидратацијата која е една од потешките работи, ќе се види, значи само таа недела колку ти уназад си се подготвувал. Еве, например, јас од прошлата година, од септември се подготвувам. Значи, година да не е многу долг период. И јас сакам да каснем нешто што секој граѓанин секојдневно го јаде, ама тоа кај мене го нема. Ако сакаме, рекоме, да бидеме дисциплинирани, мораме да го правиме тоа што не го прават другите, значи мора мало да бидеме поразлични од нив. И таа дехидратација која ќе направиме, тогаш плюс се пумпаш на сцена, можеш кока-кола, можеш чипс да јадеш у тие моменти, вино можеш да се напиеш, гледав сега на Балканско имаш еден виски, се отвори толку, го испи некс, значи тоа се циркулација за вени малку. Значи тие малку моменти на илузија и под светлото и делуваш многу доминантно, многу голем. И сега, како ќе кажат судиите од тие моменти, значи можеш да бидеш 6, можеш 5, 4, 3, не се знае. Мене целта ми е, реков да не бидам сега прескромен, се надевам се. Цел на секој спортист е, ако ја идем на европско или светско, ако сакам да бидам таму последен, па тогаш не е воопшто, не се не појавам јас на тоа такмичење, нели што е логично. Целта ми е, амбициите е да влезам у финалните 6. Ако влеземе во 6, тогаш се е возможно. За крај сакам да те прашам за уште еден спорт, условно така да го наречам, во кој што се надпреваруваш, а тоа е арм рестлинг, односно борење со рака. Дали уште се надпреваруваш за тоа и како ви се тука организирани првенствата? Тренирав долги години борење на рака, нели на тетовски ќе кажем, или обарење на рука, небитно знаат повеќето од младите и постарата генерација. Бев доста активен пред, карикирам, 10 години. Сум идел на надпревари во Хрватска, во Србија, во Будимпешта еднаш, отидов земав 5-то место таму. Бев така доста загрен, меѓутоа немавме, како да кажем, дека нов спорт малку потешко ми беше со спонзори, не можев да го промовирам, па финанси слаби, затоа не можеме баш многу да успееме, но уназад 2 години, прошлата и препрошлата, организирав надпревари. Едното беше во Дом на Арама, а прошлата година, кога се одвиваше Diamond Купот во бодибилдинг во Борис Трајковски, на едно место беше тој надпревар, на друго место, да кажем, на 10 на метри од нив бевме ние и беше доста интересно. И таму има категории каде што се надпреваруваат надпреварувачи во арм рестлингот. И интересен спорт. Сега не можам да се посветим на двата спорта, бидејќи малку давам приоритет на овој каде што повеќе треба, нели, да се змачиме. Меѓутоа не зачека нема да го тренирам и понатака, се зависи како ќе бидам мотивиран, дали ќе имаме финанси
во наредна прилика кога би имале повеќе време, ќе одвоиме и за тоа, па ќе поразговараме малце подетално за тој спорт. Да. Секако ќе се договориме да ни гостуваш и во тайм-аут, па таму ќе имаме можеби 1 час време за разговор и ќе објасниме се убаво и за атлетиката, и за бодибилдингот, фитнесот, товарањето на рака и за да. И општо почетоците со спортот и се. Така, Драган, уште нешто ти благодарам што гостуваше во спортскиот преглед на КМ телевизија и ти посакувам многу успех во иднина. Благодарам и на вас што ме поканивте. Ви кажам, значи, мило ми е и чест ми е што сум гостин повторно после неколку години во наша тетовска телевизија, пошто нели корените ми се од тука. Па здрави, еве, ако не отидеме на европско, ако отидеме на светско, па ќе бидам пак гостин, па ќе разменеме некој искуство од таму како сме поминале, што сме поминале. Ќе ми биде чест во секој случај да бидам гостин пак во вашата телевизија. Тоа беше разговорот со Драган Стојчевски, балканскиот шампион во категоријата физик на последното првенство во бодибилдинг и фитнес кое што се одржа во Романија. Ние секако му посакуваме успех и на европското и на светското првенство, се надеваме најпрво дека ќе учествува таму, а потоа дека ќе ги оствари неговите амбиции, тоа се пласман во финалето. Секако зошто да не и да донесе медал и да го израдува тетово со медал од едно големо надпреварување. Воедно тоа беше се што подготвивме за денешниот спортски преглед, поддржан од спортските обложувалници Евротип. Вие вашите добитни тикети можете да ги уплатите на уплатните места на Евротип, меѓутоа на располагање ви е и онлайн обложувањето, големи изненадувања, бонуси на уплата во зависност колку надпревари сте одиграли и со кој коефициент. А ново е тоа што може и преку мастер и виза картички во истиот момент да ги имате средствата на располагање на вашиот кориснички профил. Посетете ги уплатните места на Евротип и ќе се уверите, но посетете го и вебсајтот на Евротип за да може да се обложувате на интернет. Да ве потсетам дека денес во 18:30 часот, односно за половина час, некаде од прилика ќе може да погледнете снимка од надпреварот од 6-тото коло на женската фудбалска лига на Македонија помеѓу екипите на Љуботен и Истатов. Довидување и се гледаме следниот понеделник.